Хаос во работењето на угостителските објекти ќе предизвикаат новите препораки за организирање прослави, алармираат од Независната угостителска комора. Оттаму реагираа зашто не биле консултирани при носењето на овие протоколи, но и самоволно си ги усвојуваат препораките. Здравко Јосифовски за Алфа вели дека нема логика да има музика на свадба, а да нема на крштевка, роден ден или било каква друга прослава. Она што во моментов замераме и абсурдно е одлуката со која истата таа точка по вчерашните медиуми ја дознавме, дека се дозволуваат организација на овие прослави, веселби и свадби, а музика се дозволува да има само за време на свадба. Значи не разбираме на кој начин и како ќе се организираат останатите веселби прослави и што е она што ќе се случи со останатите угостителски објекти, кои што традиционално има програма музичка која што се остваруваше преку диџеј или останати естрадни уметници и групи кои што настапуваа. Јосифовски бара владата при усвојување на протоколите да го врати членот 13 со кој ќе се дозволи организирање на музички настани со жива музика, и тоа во отворен и затворен дел од објектот, а јачината на музиката на 55 децибели да се укине во целост. Се бара да се дозволи и на иста маса да седат повеќе од 6 луѓе ако се од иста фамилија. Настојувавме во последен момент да ја укажеме на владата за тој пропуст што го има комисија од заразни болести направено, се со цел и надеж дека ќе ја исправат грешката, односно ќе направат детерминација точно кои точки и на кој начин ќе може да се организираат свадбите, веселбите и настаните. Инаку од сега може да има свадби на летните тераси со музика, но не повеќе од 100 гости. На една маса може да седат до 6 лица. Неофицијално Комисијата за заразни болести на последните состаноци воопшто не дискутирала за тоа дали ќе им дозволи на музичарите да почнат со работа.